Ставањето на бугарите во устав само ќе отворат Пандорината кутија, следуваат акциски план, историска комисија, протоколи и 15 на други услови. И тоа не е ништо ново. Тоа е ветувањето и уцените што ги прифати владата на СДСМ и ДУИ уште во 2022 година, само што требаше да поминат 3-4 години за тоа да го види цела Европа. Премиерот Мицкоски останува цврсто на ставот дека нема уставни измени, без гаранции за предвидлив крај на евроинтегративниот пат на Македонија. Сепак тој останува оптимист за напредокот кон ЕУ, посебно по предлозите на Франција и Германија, со кои се бара излез од овој ќорсокак. Македонските граѓани мора да знаат дека не се само промена на уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не, тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Додека Бугарија пред цела Европа зборува едно, очи во очи со Македонија има сосем друг речник, па така признанието дека не е само ајде уште уставните измени, Јотова директно го соопштила на претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. По средбата таа кажа дека Јотова и соопштила дека на бугарскиот список има серија други услови, како што се барањата поврзани со историјата. Според Мицкоски, токму работата на историската комисија, која пак е дел од вториот протокол, е најголемиот проблем за Македонија. За нив работата на историската комисија е суштинска. Да речеме, немаме исто гледање на идентитетските прашања. За нас Гоце Делчев е идентитетот македонски, за нив не е, за нив е дел од бугарскиот идентитет. За нас Илинденското востание е дел од македонскиот идентитет, за нив не е. Тоа е преображенско востание и така натаму. Тоа се суштински прашања кои што за жал се присутни уште од 2022-та, не се нови барања. Од кабинетот на Јотова соопштија дека на Силјановска-Давкова било посочено дека со прифаќањето на францускиот предлог, условите кои Македонија треба да ги исполни не се бугарски, туку сега се и европски, дополнувајќи дека уставните измени се само дел од обврските.